Од 1 јануари следната година се намалуваат мрежните трошоци во сметките за струја. Согласно одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, цената за пренос на електрична енергија се намалува за 2,67%, цената на операторот за 3,4% и цената за дистрибуција за 3,64%. Првиот регулатор Марко Беслимовски вели, овие одлуки обезбедуваат компаниите да си ги покријат своите трошоци, да ги реализираат одобрените инвестиции и да ги покријат трошоците за набавка на загубите на струја во соодветната мрежа. Но сепак, ова е само една од ставките кои влегуваат во крајната цена. Какви сметки ќе плаќаат граѓаните следната година ќе се знае откако Евана Хоум ќе ја направи финалната пресметка, која Беслимовски очекува да биде доставена до нив идната недела. Во просек, влијанието е, ако ние регулираме тоа што влијаеме ние на крајната цена е 37%, некаде тоа влијание наше е околу 1%, помеѓу 1 и 1,2%. Сега не би сакале да шпекулираме што ќе ни достави Евана Хоум, бидејќи има фактори на кои што ние не ги знаеме цените, особено во делот на повластените производители. Во однос на дневната ефтина тарифа на струја, регулаторна ги завршила анализите кои се правеа подолг временски период, но засега не се планирани промени во тој дел. Таа останува од 13 до 15 часот, бидејќи доколку се зголеми периодот во текот на денот, ќе треба да се намали во вечерните часови, кога цените се далеку повисоки. Доколку се воведува ефтина тарифа во текот на денот, кога се најниски цените на пазарот, да, може да се воведе, но исто така по 22 часот имаме екстремно високи цени. Значи, доколку нешто се воведе во текот на денот, тогаш ефтината тарифа не би започнувала од 22 часот, туку би започнала од 00. Инаку минатата недела на тендерот на универзалниот снабдувач Евана Хоум за следната 2026 година имаше само една понуда и тоа од АД СМ, кој понудија за речиси 5% или 3 евра повисока купопродажна цена на струјата, која ќе изнесува 65 евра за мегават час.